Благодарам, председателе. Почитуван колега Орцев, немав намера да се јавам за реплика, меѓутоа гледам дека и вие и вашите колеги пратеници од Социјалдемократскиот сојуз често милувате да го спомнувате панорамското тркало, скоро во секој ваш говор, па дури и во предлог на измени на законот, наведувате споредба дека средствата кои што треба да се употреби за фондот се еднакви на изградбата на панорамското тркало. Па, почитуван колега Орцев, еве јас токму на тој дел сакам да ви реплицирам. Да, има пари за панорамско тркало, ама бидете до крај фер и кажете дека има пари за покачување на платите на вработените во јавната администрација за 25%, дека има пари ова влада и за покачување на пензиите за просечни 70%, дека има пари и за покачување на социјалните трансфери, стипендии за студенти, бесплатни учебници, бесплатен превоз во градскиот сообраќај, бесплатно банско рекреативно домување, за нови автобуси во градскиот превоз, за безброј мерки за поттикнување на стопанските субјекти, за вработување на млади лица и за многу други категории на лица. Сега, колега Орце Панчев, во ваше време немаше панорамско тркало, ама немаше пари ни за овие сите претходни проекти кои што ви ги спомнав. Одговорете ми на ова прашање. Каде тогаш одеа парите? Зашто ги трошевте вие парите? И второ прашање, велите ги жалиме сиромашните. Сакате да го покачите стандарот на населението преку овој предлог на закон. Па тогаш вие се косите со изјавите на вашиот лидер. Како тоа мислите да го правите? Со отпуштање на оние вработени од чистачки па сето натаму, кога ќе дојдете на власт? Или можеби со купување на скапи бисери за вашите министерки во вашата влада? Благодарам.